Има особено големен број најавувања во текот на овие 16 дена, но главниот проблем е тоа што нема соодветен механизам за заштита. Значи, целта е да се подобрат, да се подобри институционалната поддршка, затоа што невладините како такви имаат сервиси, обезбедуваат сместување, обезбедуваат бесплатна правна помош, но знаете како е со невладините. Невладините зависат од финансиска поддршка од странски донатори, доколку ја изгубат таа, тогаш самите сервиси не се одржливи. Затоа нашата цел е да ги подобриме, да ја подобриме институционалната поддршка и да постојат сервиси кои што ќе бидат одржливи, кои што не зависат од странска донација. Така да, оваа година кампањата ја концентрираме на сите облици на насилство врз жената, затоа што во последните 4-5 години најмногу се работеше на семејно насилство, има одредени подобрувања, иако се уште треба да се работи на таа проблематика. Ние не го исклучуваме семејното насилство како такво, но има други облици на насилство кои што се во наводници кажано заборавени, други облици на насилство врз жената, кои што се заборавени, кои што не се третираат ни во кривичниот законник, а не постојат ни никакви сервиси. Мислам, чисто за пример, тоа се однесува на сексуалното насилство и силувањето. Значи, ние немаме центри за заштита на овие девојки, немаме никаква психосоцијална поддршка. Значи, ништо што би можело да им помогне. Нема никаков механизам за нивна заштита. Со оваа кампања сакаме да отпочнеме да работиме на другите, да се подигне свеста дека постојат и други облици на насилство врз жените освен семејното насилство и да се почне да се работи кон унапредување на овие системи на заштита. А еве, кој ви е слоганот оваа година за кампањата? Слоганот повторно е кажи не на насилството. Мислам, не беше ист, но во секој случај кажи не на насилството врз жената. Со тоа што го потенцираме насилството, не семејното, туку сите облици на насилство. Има покрај промотивните материјали, флаери, има и билборди изработени, има изработено и видеоспот кој што ќе се пушта на две национални телевизии, на Алфа и на Телма, и на некои од локалните телевизии, сега не би можела точно да ви кажам кои се тие, али ни излегоа во пресред, ни дадоа поддршка во смисла на обезбедување бесплатен медиумски простор, затоа што во секој случај ова е кампања која што се однесува на подигање на јавна свест и овие спотови треба да идат бесплатно по медиумите.